Центарот за управување со кризи информира дека во изминатите 24 часа се регистрирани 20 пожари на отворен простор, од кои 4 се уште се активни, а еден е ставен под контрола. Активни пожари се водат во местноста Муратица кај селото Виниче во општина Гази Баба, кај селото Петрово на планината Кожув, кај Никуштак во општина Липково и кај Вражале во општина Зелениково, пожарот кај селото Трубарево. Исто така во општина Гази Баба е ставен под контрола и засега не представува закана за поширокиот регион. Центарот за управување со кризи продолжува да ја следи состојбата на терен. Премиерот Христијан Мицкоски најави строги законски измени со кои подметнувањето пожари ќе се третира како терористичко дело, а несовесното фрлање смет како тешко кривично дело со затворска казна над 5 години. Тој соопшти дека за ова веќе е разговарано со координаторот на пратеничката група и оти промените ќе влезат во итна процедура. За време на посетата на општина Јегуновце, Мицкоски истакна дека Министерството за животна средина веќе испратило барања до општините да ги исчистат дивите депонии и сметот да го одложуваат на соодветни локации. Тој упати апел до граѓаните да престанат со фрлање ѓубре на недозволени места и порача дека сите кои ќе бидат фатени ќе се соочат со строги санкции. Во однос на снимката од подметнување пожар во Пинтија, Мицкоски рече дека тоа е доказ за постоење на центри на моќ кои шират страв пред изборите. Председателот на Албанија, Бајрам Бегај, изрази задоволство од отворањето на четвртата група поглавја на шестата меѓувладина конференција со Европската Унија, што денес се одржа во Брисел. Тој го оцени настанот како клучен чекор кон полноправно членство на Албанија во ЕУ. Бегај изрази уверување дека со ваквото темпо, Албанија ќе успее да ги отвори сите поглавја до крајот на годината. Кластерот 4, наречен Зелена агенда и одржлива поврзаност, вклучува важни области како енергија, транспорт, животна средина и климатски промени. Досега Албанија има отворено 27 од вкупно 33 поглавја, вклучувајќи ги и кластерите за фундаментални права, внатрешен пазар, конкурентност и надворешна политика. Единствено останува неотворен кластерот 5, ресурси, земјоделство и кохезија, чие отворање се очекува на 2 октомври. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган повторно го спореди израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху со нацистичкиот лидер Адолф Хитлер, обвинувајќи го за фашистичка идеологија и масовни убиства врз палестинскиот народ во Газа. Нетањаху и неговата банда не служат на религија, туку на перверзна идеологија. Израел води политика што е правно неважечка и лишена од легитимитет, изјави Ердоган, пренесено од агенцијата Анадолу. Тој додаде дека доколку Нетањаху, како и Хитлер, не ја препознае катастрофата што следи, ќе заврши со иста судбина. Изјавите доаѓаат откако Комисијата на Обединетите нации утврди дека израелските сили извршиле геноцид, со директна одговорност на високите лидери, вклучително и премиерот Нетањаху. Заменик шефот на Рускиот совет за безбедност, Димитрий Медведев, предупреди дека воспоставување зона на забрането летање над Украина и соборување на руски дронови од страна на НАТО би значило директен воен судир меѓу Русија и Алијансата. Да ги наречеме работите со вистинското име, тоа би значило војна меѓу НАТО и Русија, напиша Медведев на Телеграм, коментирајќи ја иницијативата Источна гарда кај на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, која предвидува засилено присуство на границите со Русија и Белорусија. Медведев остро ја осуди и можноста замрзнатите руски средства да бидат искористени како заем за Украина, нарекувајќи го тоа кражба и најави дека Русија ќе ги гони одговорните држави и функционери со сите можни средства и до крајот на времето. Во врска со австриската министерка Беате Мајнрайзингер, тој иронично коментираше дека се отрезни и е многу исплашена. Денес и утре времето ќе биде посвежо и ветровито, ќе дува умерен до засилен северен ветер, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Во деновите потоа ќе преовладува сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст.